Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравјето е се. Добро знаете дека секоја среда ви даваме совети за вашето здравје. Малку посветуваме внимание на превентивната ортодонција и малку зборуваме за неа. Па токму затоа оваа емисија ќе посветиме на превентивата во врска со ортодонцијата. Разговараме со доктор Павлина Николова, специјалист ортодонт. Докторке, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Ние сме правиле со вас повеќе емисии, значи имате зборувано, но за превентивната ортодонција малку имаме зборувано, скоро и ич. И затоа еве ќе посветиме повеќе внимание. Прво, што е превентивна ортодонција, да објасниме. Добро вечер на гледачите на Канал 8. Добро дојдовте во ординацијата ПЗУ Нигона. Точно, вие како водител на Канал 8 досега многу малку зборувавме за превентивната ортодонција и еве момент кога ќе се обратиме до сите родители, до сите матични доктори, за да подобро се запознаат што е превентивна или интерцептивна ортодонција. Интерцептивната ортодонција е комплекс, една научен комплекс, дел од ортодонцијата, која што превенира, односно интерцептивната го кочи развојот на самата аномалија. Значи, интерцептивната ортодонција во буквала или во наводници може да се подели на два дела, и то превентивен дел на ортодонцијата од интерцептивната ортодонција, каде што ние со миофункционални вежби или со помагала спречуваме да дојде до несакана ортодонска аномалија, а додека интерцептивната ортодонција е ортодонцијата која што се применува во раната школска возраст и кога више се најавува дека детето ќе има некоја ортодонска аномалија, ние едноставно ја кочиме да не се појави и како резултат на генетската условеност, како резултат на лошите навики и делуваме на тој начин како превентивна ортодонција. Самиот збор интерцептивна ортодонција доаѓа од зборот интерцепт, што значи да се закочи нешто што не треба да биде како ортодонска аномалија. Да се спречи всушност. Да се спречи за да не дојде до понатомашно активирање на ортодонската аномалија, ако више детето има генетска условеност од родителите или пак е како резултат на некоја лоша навика која што го има самото дете. Ја би се навратила на првиот дел од превентивната ортодонција, која што за жал кај нас, да бидеме наискрени, пошто сме многу оптеретени со другиот дел од ортодонцијата, терапевтскиот дел од ортодонцијата, ние многу малку време посветуваме на превентивната ортодонција, а превентивната ортодонција е ортодонцијата која всушност треба да се осети или да се види уште во предшколската возраст, значи од 4 годишна возраст, кога детето се наоѓа во градинката, во забавиште, тогаш самиот педагог или психолог или наставникот може да примети по неговиот профил, по начинот на изговарањето на зборовите, на согласки, на самогласки, дека нешто не е во ред со изговорот на некои согласки, самогласки. Кој ќе се погледне детето во профил, може да забележи самиот родител дека, например, долната вилица му оди многу на напред, горната вилица му оди многу на напред, така да тоа се првите моменти од 4 до 6 годишна возраст, тај превентивен дел, кога родителот, играјќи со своето дете, значи да игра буквално со свој, кога ќе го погледне во профил, тој може да забележи дека нешто не е доволно добро или не му се допаѓа на самиот родител. Родителот, како најблиска семејна единка, ќе примети и тој е должен да го односи кај матичниот доктор. Матичниот доктор слободно може да го упати кај ортодон со тоа што ние ќе превенираме да не дојде до саканата ортодонска аномалија. Значи, кога зборувам на 4 годишна возраст, некој ќе рече многу е малку тоа, многу е брз
детето да се оптеретува со ортодонски вежби или ортодонски помагал. Јас не би се сложила со тоа, затоа што детето на 4 годишна возраст више го има формирано говорот. Ние на таа 4 годишна возраст, детето, говорот не е ништо друго, кога мислата звукот кој што го слуша, се претопува во една мисла, кое што со помош кај нормално психичко развиено дете, на 4 годишна возраст, тој треба, или тоа детенце треба да изговара полни реченици, да ги изговара С, Ч, Дж, Ш, а родителот во профил кој ќе го погледне може да види нешто дека отстапува од нормалата и тоа е еден добар знак да се интервенира. Кога некој од родителите од 4 до 6 годишна возраст ќе приметат дека неговото детенце не изговара зборот согласката С, Ч, Дж, Ш, често пати најбрзо што се обраќаат кај логопед. Работата меѓу ортодонтот и логопедот е тимска работа. Тесно поврзани и дават прекрасни резултати кога се оде во тимска работа. Значи, детето од 4 годишна возраст до 6 годишна возраст, кои ги носат кај логопедите, не е лошо за момент да кршнат кај ортодонт. Значи, дете со нормален психички развој, со нормална оклузија, значи нормално затварање, детето изговара ги сите согласки, самогласки и прави правилно, речениците правилно ги изговара. Ако детето цуцла, ако става прстот во устата или нокно време, ќебенцето го мота во пршчето и со него заспива во креветот, тогаш се јавува растојание помеѓу горната и долната вилица и ние го викаме еден отворен загриз и тој загриз е толку отворен колку што го остава прстото во устата, пример. И на тој начин детето кога ќе сака да рече буква, да изговори С, пошто согласката С се формира помеѓу двете запчиња, оно едноставно шушти. И С, и ние често пати велеме, ајде кажи секое село. И оно, пошто детето има више отворен загриз, едноставно шушка. Кога тој загриз кај детето ќе се нормализира, кога ние ќе укажеме да не се става прстот во устата, да не се става кебенчето, да не се цуцла, едноставно запчињата пораснуваат, доаѓа до една нормална оклузија и се одбегнува више понатомошниот третман од 6 годишна возраст, кога ќе крене забавалиште или прво оделение, апсолутно више тоа е ние го велиме во ортодонски третман. Значи, тоа се делува превентивно. Да се делува превентивно, точно од 4 до 6 годишна возраст со помош на логопедот, пак ќе потенцирам, тоа е една тимска работа. На прво откривање на родителите, за да се може сето тоа да се превенира. Више кога детето ќе наполни 6 годишна возраст и аномалијата е више, да не речам, видлива. Родителот на 6 годишна возраст, детето кога му крене на училиште, пример, гледа дека долната вилица му оде на напред. Тој грижата за родителот е најголема и тогаш се обраќат до ортодонт, преводоматичен стоматолог, потоа до ортодонт и тогаш ние делуваме на тој начин што ги кочиме. Едноставно интерцептивната е кочење да не дојде до поголема ортодонтска аномалија. Значи се фаќа од раната возраст, од 6 годишна или 7 годишна возраст. Тогаш ние со многу основни помагала, кои што за децата не представуваат тешкотија, ги подучуваме како треба да се носе, кои вежби да се прават, кое помагало треба да се искористи, така да децата тука многу лесно соработуваат. Со помош на родителите ние имаме релативно добар резултат, со напомена ако се фати на време. Значи, она што го зборувавме претходно, дека интерцептивната ортодонција е ортодонција која што делува не да се излекува до крај, него да се спречи или да се кочи за да не се манифестира ортодонската аномалија во поодминат период. Имаме ли методи во оваа превентивна ортодонција?
Вие споменавте дел од нив. Да. Методите во превентивната ортодонција се многу едноставни и многу лесни за работа за детето, мислам за пациентот. Заради тоа што тие деца на 6 или 7 годишна возраст, они се толку послушни, така да прв пат се сретнуваат со ортодонцијата, пристапот е многу битен, поддршката од родителите исто така, и методите се многу, да не речам, безболни. Првата метода ние што ја применуваме, многу често матичните стоматолози имаме предвремено вадење на млечните канини, петките, познато меѓу народот, петките, каде што се изгубува просторот за сталната петка. Значи, прво што треба да се направи е се држачите за простор, кои што превенираат да шестајот заправиот стален молар не се дислоцира на местото на петката и на тој начин ние го чуваме просторот за сталната петка. Друга метода која што ние најчесто ја применуваме, тоа се селективното состружување, односно по 1 до 2 мм, во ортодонцијата секојаш се работи во милиметри, 1 до 2 мм се струга од млечните запчиња, така да делуваме дали сакаме долната вилица да оде на напред, дали сакаме горната вилица да ја ретрудираме на назад. Сето тоа го стругнуваме со стрипинг, кој што не е безболен, за детето не представува никаков проблем и многу едноставен начин, ама многу пријатен за во понатомошниот третман. Третата помагало е косата рамнина, која што најчесто ја користам. Косата рамнина е рамнина која што се изработува во техника, се зима мерка на детето, се прави отпечаток и се цементира на долната вилица. Косата рамнина, како најстар метод во интерцептивната ортодонција, има најдобри резултати. Значи, родителот кој ќе дојде во ординација е премногу загрижен, заради тоа што најчесто долната вилица оди на напред и родителот е избизумен, зашто едноставно ќе ти даде податок дека никој во фамилијата не е наследно, немаме генетска предиспозиција за ова тешка аномалија и се чуди сега од каде детето го наследило сето ова. Верувајте дека само единствен зап може да донесе да се излече долната вилица на напред, да имаме девијација на мандибулата, значи долната вилица, да бидам поблиска до народот, долната вилица да клиза лево или десно, заради тоа што едно од горните запчиња, најчесто првите централни инцизиви, се наоѓаат внатре во самата мандибула. Значи, место да одат во оваа положба, долната единица оде во внатрешната положба на мандибулата и на тој начин мандибулата или долната вилица клиза и имаме една асиметрија на лицето. Значи, родителот кој ќе го погледне детето, го гледа со асиметрија на лицето, со една издолженост на долната вилица и малце се збунети и загрижени. Целиот третман завршува за 1 месец, на 2 недели контроли, вадеме косата рамнина, предното запче се довеѓа во нормала и више имаме една нормална окулузија, каде што одма после тоа пристапуваме на една мобилна протеза, која што е на терет на фондо и апсолутно пациентот не плаќа ништо. Најновите имаме подбрадни капи, кои исто така многу служат кај прогениите, кај отворените загризи. Сега за сега понапред ги работевме со техника. Сега имав случај пациенти и многу е убаво кога ќе научиш нешто од другите држави. Имав пациент по најслучајна така дојде во ординацијата од Франција, каде што превентивната ортодонција буквално точно 4 години беше превенирана кај дечињата. Со таа разлика што Франција како една европска држава не ги изработува во техника, значи имаме конфекцијски, што више и во Македонија почнува да имаме конфекции и се надевам дека од септември ќе го има и во оваа ортодонција.
во оваа ординација конфекцијски изработени помагала кои што ќе делуваат превентивно на самото заболо. Во што се состојат тие конфекцијски? Например, место цуцла, детето да цуца на 4 годишна возраст, се изработуваат специјални вестибуларни плочи, кои што тие вестибуларни плочи го стават во уста, во предниот дел на устната шуплина, на тај начин добиваме две функции. Стимулираш орбикуларис орис, мускулот, значи околу устата, да има поголема тензија, да се развие подобро, и вториот начин да ги ретрудира, односно да ги повлече предните запчиња на назад, ако горната вилица оде на напред. Значи, тоа е конфекцијска, многу лесна за носење, што видов кај пациентот, изработена од силикон. Вториот вид на протезичка, која што ја видов на лице место, беше исто така вестибуларна плоча, која со едни трнчиња наставени исто од силикон, го буткат јазикот на назад, значи на тај начин го изолираме инфантилниот тип на голтење, односно да немаме тискање на јазикот на напред, со тоа што ќе ги бутка предните запчиња на напред и доваѓаме до една ортодонска аномалија. Инфантилниот тип на голтење е како последица на децата кои што долго време се доени, долго време употребуваат цуцла, значи тие место јазикот да го стават на назад, тие го тискат на напред и ова вестибуларна плоча многу убаво делува. Значи, сето ортодонцијата оди на напред, и нови методи на работа, значи сето она што беше изработено на времето од акрилат, више сме во можност да го изработуваат од силикон, многу лесно за децата, многу пристапно и на тај начин ние и полесно за самиот терапевт, што е многу битно. Па тие се некои основните методи и заборавив да кажам, оние класични миофункционални вежби кои што ми се нормално во текот и на ортодонската терапија, на првиот пристап со детето, на децата да ги вежбате. Значи ортодонтот или терапевтот каже која вежба да ја вежба, дали да ја грицка горната усна, дали да го излечува долната вилица на напред. На тај начин на изглед многу просто, меѓутоа делува стимулативно во целиот и ефективно во целиот орофацијален комплекс на лицевата структура кај децата. Кратко објаснивте косата рамнина, но ќе имаме можност во емисијата и практично да го видиме тоа. Значи имаме детенце со коса рамнина, за што се работи, па ќе поразговараме, односно ќе видиме и практично и на детето. Имаме токму детенце со коса рамнина, така ли? Да, за среќа имаме една мало девојче кое што се погоди во ординацијата, тоа носи коса рамнина, више е при крај со терапијата. Значи наредниот месец ја вадиме косата рамнина. Кои се ефектите кај неа? Може ли да објасниме кратко, па ќе видиме? Да, ефектите, детето кога дојде со родителот, долната вилица му беше точно на напред. Долната вилица одеше на напред, генетска предиспозиција немаме од родител. Имаме долната вилица едноставно шеташе на левата страна, значи една асиметрија на лицева структура, и родителите нормално беа загрижени. Родителот кога дојде во ординацијата имаше една асиметрија на лицевата структура и нормално беше загрижен затоа што долната вилица одеше на напред, но верували или не, проблемот беше само во еден единствен зап и тоа од горниот латерален инцизив кој што се наоѓаше во обратен преклоп. Сето тоа е санирано, ќе го видиме на пациентот и ќе послужи како една поука до матичните стоматолози колку побрзо може да ги испрата децата. Значи, апелирам во овој случај да искористам приликата да не се чека да се сменат сите зъби, тогаш е више касно. Така, сега предлагам да видиме токму на нашиот пример, односно на нашата пациентка која има коса рамнина, за да видиме за што станува збор. Повелете. Во интерцептивниот дел на ортодонцијата спомнавме една коса рамнина, која што најчесто ја употребувам јас во мојата ординација. За среќа имаме едно прекрасно дете, Ангела, како се викаше, прозиваше?
Ангела Паунова, која што за среќа се најде во ординацијата и можеме да прикажеме на граѓаните на Кочани како може да се санира една ортодонска аномалија, односно да се интерцептивна ортодонција да се примене на оваа возраст. Кога пациентот дојде прв пат во ординацијата, имаше девијација на мандибулата, односно долната виличка на детето, родителите приметиле дека бега малце на левата страна и тоа е одличен резултат дека родителот се грижи за своето дете. Во профил погледнато, долната вилица бегаше на левата страна. Запчето, кое што би сакала да се покаже, овие се двата централна инцизиви, зумирај. Двата централни инцизиви кои што се наоѓаат во устичката на детенцето, отвори Ангелче, овие се двата стални заба, кои што и две латералните инцизиви, двете двојки. Овој инцизив, латералниот инцизив беше буквално поставен палатинално и се наоѓаше во обратен преклоп, значи допираше на внатрешната страна на мандибулата. Тоа беше првично кога дојде пациентот или тоа на модел би изгледало вака. Значи, латералниот инцизив апсолутно не се гледаше и девојчето даваше слика дека нема горен латерален инцизив. Еве го десниот инцизив и вториот латерален инцизив. Вториот латерален инцизив во фаза на никнување. Значи, кога ќе се погледнеше малата Ангела, имаше една девијација на мандибула на лево, со тоа што даваше впечаток дека нема преден латерален инцизив. Во претходниот дел, кога зборував за косата рамнина, токму тоа е, кога реков само еден зап може да дојде до поремитување на изгледот на пациентот и до голема ортодонска аномалија, која што ако не беше на време откриено, можеше да има латерална девијација на мандибула со бочнов крстен загриз и централниот инцизив да остане во еден обратен преклоп. Благодарение на родителите кои што на време го приметиле, долната вилица одеше буквално да дава едно прогенично дете, со оглед на тоа дека никој од родителите го немаме генетски условена таа аномалија. Кога малата Ангела ја отвори устата, видовме дека причината кај Ангелчето беше само предниот централен инцизив. Сега ќе го погледнеме случајот кој што е изработен во устата кај девојчето, кај Ангела, косата рамнина, еве косата рамнина, која што е изработена во техника и е цементирана со претходно земен отисок и отисокот се праќа во техника и помагалото се цементира на долната вилица. Косиот гребен кој што е ставен на косата рамнина, едноставно децата, во овој случај Ангела, ајде Ангелче, затвори сине, точно знае каде да влезе и како да ја намести устичката, односно запчето упаѓа во косиот дел и на тој начин, отвори Златно, на тој начин косата рамнина делува со тоа што централниот инцизив го турка на напред, народно кажано, го турка на напред и детето, затвори Злато, точно си доваѓа во една нормална оклузија. Значи, на тај начин се постигнува една правилна оклузија на забите, правилен загриз, со тоа што латералниот инцизив си доваѓа на негово место, во правилна положба, со напомена дека за една недела, отвори Златно, ќе се лесно расцементира косата рамнина, значи ќе се извади во устата и детето оде во вториот дел со нормална акрилатна протеза која што е на терет на фондо и пациентот не партиципира ништо во оваа состојба во која што е ставен централниот латерален инцизив. Затвори сега Ангелче да видиме. Тоа е гледано интраорално, односно во уста на пациентот. И вака изгледа сега запчето и ако се направи во споредба, насме се Ангела, ако се направи споредба со претходниот модел, почетниот што го дававме, каде што централниот инцизив едноставно е внатре и не се гледа,
и како изгледа на моделот пред месец дена како детето да не е имало запче, сега и имаме искривување на долната вилица, значи шетање на долната вилица на лева страна. Сега ситуацијата автоматски детето се наоѓа во оваа ситуација, значи во еден правилен преклоп, значи ситуацијата на детето гледано на модел е вака, гледано во уста кај Ангела е вака. Тоа е интраорално, кога се гледа во устата на пациентот, конкретно кај малата Ангела. Да ја погледнеме сега асиметрија. Кај детето не постои асиметрија на лице. Значи, што значи тоа? Дека немаме искривување на долната вилица на лево, како што беше во претходно гледано на моделот. Значи, точно се совпаѓа горната врвчето на носот со врвчето на долната вилица, на ментумот, средишната линија се совпаѓа. Еве, средишната линија се совпаѓа, значи тоа ни е знак дека немаме искривување на долната вилица, односно долната вилица да немаме латеро оклузија или исчешување на долната вилица на лево. Гледано, тоа е екстраорално или во профил, ако се погледне детето, затвори ги сега убаво усничките, веќе во оваа ситуација немаме изложување на мандибулата. Во претходниот случај на моделот гледавме дека мандибулата е напред изложена, односно долната вилица оде на напред. Имаме компетентни усници, значи она без со помош најнормално ги затвара усниците и имаме еден прекрасен профил на ова дете. Тоа е последица заради тоа што детето е фанато во период кога точно на годините кои што одговара, родителите се навремено интервенирале и на тој начин соработката помеѓу родител, пациент и терапевт ги дава саканите резултати. Тоа е најбитното што може да се покаже. Сега морам да кажам дека оваа коса рамнина, значи интерцептивната ортодонција се состои само во оваа коса рамнина, која што е на изглед многу проста направа. Децата многу лесно се навикнуваат да јадат бочно. Значи за почетокот е малце тешко, меѓутоа тоа е лесно сварливо за нив, нели Ангела? Значи они лесно се научат да џвакат бочно, лесно прифатлива, проста коса рамнина која што доведува до еден позитивен ефект. И затоа и апелирам до сите родители и до матичните стоматолози кои што се во моментот го имат некој таков сличен случај или некој по-комплициран случај, апсолутно да се обратат кај матичниот стоматолог, а матичниот стоматолог е тој што ќе ги упати кај ортодонт. Ако имаат проблеми со матичните стоматолози, со мои термини, сите тие работи, родителите нека слободно ги донесат во ординацијата, ќе и се пруже помош, ќе и се даде совет и на тој начин се одбегнува уште поголема ортодонска аномалија и таа ортодонска аномалија да се сведе само на интерцептивна ортодонција, како што е случајот кај самото детенце. Доктор, ќе верувам дека за превентивната ортодонција објаснивме колку што можевме, дека ја приближивме до граѓаните, до сите оние кои не гледаат и дека превенцијата е многу важна, па ќе посветат внимание родителите посебно на годишната возраст која кажавме од 4 до 6 години кога треба да се делува повеќе на превенцијата. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи повторно. Задоволството беше мое што имав гостин од Канал 8. Емисијата би сакала да најде некој, барем родителите, ако не може да ја фанат генералната најава, репризата да ја фатат, апелирам до сите родители и до сите матични доктори да не го чекат она стандардно кога ќе се сменат сите заби. Значи, многу порано откривање на ортодонската аномалија, поуспешно лекување. Тогаш нема да имаме потреба дури ниту од мобилна протеза или мобилната протеза ќе биде многу кратка, ниту па од фиксна протеза. И би сакала да се навратам на нешто многу битно, дека сите ортодонски помагала се на терет на фондот.
Па дури и овие миофункционални вежби, коси рамнини, каде што плаќаат многу ниска партиципација, дали 60 или 80 денара, значи апсолутно тоа е многу ниска партиципација, другото се е без пари, останува само добрата волја на матичниот стоматолог, пораното откривање од негова страна, а родителот да посвети повеќе внимание играјќи си со неговото дете, гледајќи го во профил, и да може да ги открие тоа е тој што е најблисок како единка со своето дете. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш, се надевам и понатаму ќе соработуваме. Има зашто да се зборува со вас ортодонтите, нели? Благодарам. Почитувани гледачи, разговаравме со доктор Павлина Николова од приватната здравствена установа Нигона. Верувам дека кажавме се што требаше за превентивната ортодонција, а вие останете ми во добро здравје, слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.